За да се занимаваш со кошарка потребна е желба, но и дисциплина. Но најважно е да се поседува талент кој што се вежба. Денеска репортер е на гости во младинската школа на МЗТ Аеродром да видиме како се калемат кошаркарските таленти. Денеска дојдовме на тренинг на младинската школа на МЗТ Аеродром. Верувам дека за овие момци многу значи АБА лигата која што оваа година МЗТ Аеродром беше домакин. Што лично за тебе значи, но и за овие момци овде. Ви благодарам што ме посетивте на тренингот денеска. АБА турнирот што се организираше во Скопје огромно значење за македонската кошарка. Што е за овие момци, што значи за нив? Момците беа на утакмиците и беа презадоволни од атмосферата што се одвиваше во салата и беа уште помотивирани на тренинг да тренираат и да ги достигнат нивните успеси и да станат врвни играчи. Тео, кога започна да играш кошарка и од каде љубовта кон овој спорт? Кошарка започнав уште од мали години. Во случајно видов деца како играат надвор како идат на тренинг. И јас сакав да се запишам, отидов премногу ми се засвија спортот, одлучив да тренирам, потоа почнав и со утакмици и така до мојата 18-та година тренирав во МЗТ и после се одлучив да станам тренер. Како се станува тренер во МЗТ и тешко ли е да се работи со деца? Не е тешко, посебно ако не е премногу сакаш таа работа. Тренер одлучив баш заради тоа што ги сакам децата и сакам да им помогнам колку што можам повеќе. Кажи ми, Тео, строг тренер е? Обично не е, но кога треба знае да биде. Например, кога не го слушаме или кога зборуваме дуро не објаснува вежба, тогаш е строг. Но обично не. Попусливено некогаш знае и да искара. Тренер во МЗТ не е најмалце лесно. Треба да бидеш премногу посветен, посебно со деца кога работиш, они гледаат се од тебе, како се понашаш, што правиш. Како ви поминува еден тренинг? Како поминува денот? Од што се состои тренингот еве денеска конкретно? Тренизите најмногу зависат од која возрастна категорија се. Поделени се во групи, имаме мини баскет, тие се почетниците, тие се најмалата возраст од 6 до 10 години и потоа почиња селектирањето од 10-та година. Најдобрите од сите сали ги собираме како селекција и ги делиме според возраста. До 12, до 14, до 16 и до 18 години и тие се надпреваруваат во системот на Кошаркарската федерација за нивната возраст. Зошто е одбра кошарката како спорт да тренираш? Па, прво го видов играчот Коби Брајант и многу ми свиеше како игра и тој ми инспирираше да почнам да тренирам, тој ми даде огромна мотивација за да вежбам и да дам 100% на теренот. На почетокот гледав многу NBA утакмици и ми се допадна како играат, како шутираат, даваат тројки и сакав и јас да отидам да видам како е таму и уште од првиот ден одма се навикнав со тие играчите што тренирав и сакав да останам играв. Па не знам, кошарката ми е скоро од најинтересните спортови и во училиште ни давале да играме повеќе кошарка и почнав прво да тренирам во други клубови, ама сега се префрлив. Тука тренирам околу 4 години, 3. Имаш помилен кошаркарски клуб освен МЗТ? Да, може од NBA лигата. Мене ми е најомилен Лос Анџелес Лейкерс. Во Лос Анџелес Лейкерс. Имаш идол? Да, имам сега во моментов идол ми е Джейсон Тейтум, а од сите времења ми е Кукач. Кои се најголемите успеси кои што сте ги достигнале до сега како младинска школа? Најголемиот успес како младинска школа мора да го одвојам проектот МЗТ2. Проектот, за тие што не знаат, е нашиот втор тим во прва лига и таму играат само нашите млади играчи кои се од 18 до 22 години и планот тие играчи да влезат во прва екипа. Имам и премногу титули, на турнири одено, но најбитен е проектот МЗТ2, каде што со млади играчи, деца од
18 години влеговме во првата лига. Строг тренер си или попустлив? Да. Балансирам, како што кажав и преска, зависи у која категорија, дали со почетници, дали со некоја средна возраст, или дали со професионалци, така и моето понашање спрема нив. Давам секакви задачи, најбитното ми е спиењето. Да водат евиденција, ја би препорачал 9 сати секој ден да спие, зборам за децата. Ама најбитно е времето кога ќе легне. Задачата што им ја давам е да запишуваат кога легнуваат и кога стануваат. Има втората задача е кога ќе станат да го измерат пулсот нивен, да водат евиденција што јадат. Колку време еве тренираш, да ми кажеш? Јас тренирам 7 години. Еден типичен тренинг е 15 минути загревање, после нели почна тренингот. Тој трае од прилика од 45 минути до 1 сат и го завршуваме тренингот со уште едно истегнување. Па, гледајќи го мојот брат и ми се залюби во кошарката. Која е идеалната возраст за да се почне да се тренира кошарка? Идеалната возраст е негде околу 8-та и 9-та година, каде што децата веќе препознаваат што е спортска игра и како да бидат уклучени во нејза. Но ние имаме и претходно каде што започнуваме со помлади категории, но таму е упростена кошарката и повеќе за нивен развиток и припрема за отпосле што се дешава. Верувам дека овде на терен постои ривалство помеѓу овие играчи, додека се надпреваруваат, но и еве додека вежбаат. Знам дека одржувате кампови, каде што можеби целта на тие кампови е некако да се спријателат, бидејќи за еден тим е многу важно да бидат сплотени. Што се случува на тие кампови и зошто се важни? Мора да кажам дека ривалството е само на терен. Додека се они на терен, они се такмичат, се борат да се покаже кој е подобар, но после завршувањето на вежбата, они се пак најдобри другари, има смеја, има дружба и на терен и надвор од терен. Твоето име ќе ни го кажеш? Јас сум Крисен Георгиев и тренирам 7 години. Милан Станковиќ. Иван Крстев.